Почитуван премиер, после вашиот одговор не ми е јасно зашто воопшто се прави оваа реконструкција. Обично реконструкција правиме кога нешто не чини за да подобриме, а вие во вашиот одговор кажавте дека во државата цветаат рози и дека се идеално и дека се во секоја поле Република Македонија постигнала напредок, ама очигледно е дека и сам себе се лажете. Велите за креирање на нови работни места. Тоа не се нови работни места, почитуван премиер. Тоа се празни работни места од младите кои што се заминаа од Република Македонија. Празни работни места од младите кои што заминаа. Во државата нема доктори, во државата нема наставници, во државата нема медицински персонал. И самите сте свесни, имате распишано неколку огласи, ама не можете да најдете луѓе за да ги пополнат, бидејќи млади во државата нема. Исто така велите дека сте ја намалиле невработеноста. Не сте ја намалиле невработеноста, туку во Агенцијата за вработување нема кадар кој што се пријавува за слободни работни места. Имаме Агенција за странски инвестиции, ама очигледно дека оваа Агенција за странски инвестиции не работи на странски инвестиции, туку работи на домашни компании, на компаниите на Ангјушев. И нема ништо од Агенција за странски инвестиции, пошто во последно време во Македонија не сме виделе странска инвестиција. Она што јас го знам како странска инвестиција, сте сечеле лента на некој проект направен од времето на ВМРО ДПМН, а во ваше време донесовте една инвестиција, КФЦ сендвичарата. Се најадовте, се напивте, имавте труење и ја затворивте сендвичарата. Толку беше од неа. Исто така, има и две други инвестиции во Гази Баба, отворивте две бензински пумпи. Друго, навистина не сум видела. И она што пред малку го кажавте, дека сте направиле напредок на техничко ниво и ќе се започнат преговори со поглавите 23-24, па само да ве потсетам, во времето на ВМРО ДПМН започна хладот. Предпристапниот диалог на високо ниво. Ако ВМРО ДПМН не го започнеше хладот, ако ВМРО ДПМН не ги исполнеше 8-те бенчмаркови кои што беа зададени од Брисел. Исто така, со проектот од Твининг не воспостави основи за технички диалог за поглавје 23-24, вие денес немаше да знаете да се симнете од авион во Брисел, бидејќи патот кој што вие сте го стигнале во моментов е пат кој што претходно ВМРО ДПМН и владата предводена од ВМРО ДПМН во делот на евроинтеграцијата на Република Македонија го трасираше, бидејќи вие сами за тоа не сте способни. И наместо да одите напред, вие оваа година добивте оценка послаба од оценката која што Република Македонија во делот на извештајот од Европска Унија имаше во 2011 и 2015 година како најуспешни години во делот на Европската Унија. Премиерот контрареплика.